Зимската сезона во финишот доби нов импулс што ќе ја пролонгира на неодредено. Деновите околу викендов на Пониква падна нов снег, можеби последен за година. Го имаше ни многу, ни малку, туку идеално доволно, хируршки прецизно. Од аеродромот до паркингот, на патеките популарната единица и викендов вон функционалната тројка. Од врвовите поглед надолу кон сувите планински сртови со атрофирана ниска вегетација. А на ски центарот неверојатно спокојно. Рекреативците уживаа, особено оние што почесто доаѓаат овде. Сноуборд, алпско скијање или можеби само уживање во белината и остриот воздух. Сметам дека сето тоа кој повеќе влага, вложувањето ќе донесе повеќе луѓе, повеќе туристи, Пониква ќе засакаат повеќе луѓе, посебно од источниот регион на Македонија. Меѓутоа сите тие работи што се нови треба да се стават во функција. Гледам се донесени се некои обои за правење на снег, снежна машина, меѓутоа треба одржување, треба луѓе кои ќе го стават тоа во функција. Тоа е битна работа. И за луѓето кои ќе дојдат на Пониква, стварно да дојдат на веќе на спремани стази, на утавани стази, меѓутоа еве денес сме сведоци дека не е баш така. Сметаме дека виднина тоа ќе се работи, ќе се отклонат, ќе ги доведуваат. Мислам дека луѓе што стварно ќе сакат Пониква и ќе бидат во функција на Пониква. И на луѓето што доаѓаат на Пониква овде во клубот? Да, не во клубот, самостално. Какви се условите за сноуборд овде на Пониква? Па не се многу лоши, не се многу добри. Каде на друго место, освен овде, си бил, си практикувал? Никаде. Никаде не сум бил на друго место. Сакам да идам, ако имам можност, би идел. Имаш планови по-сериозно да се бавиш со ова? Па имам некој, ама не толку сериозно. Ќе видиме натаму. Какви се условите денес за скијање? Условите се добри за скијање. Супер. Колку често доаѓаш овде? Па во месец еднаш. Зависи како има снег. На други туристички центри одиш скијаш? Не. Во Бајско еднаш бев, тоа. Колку време скијаш? 2 години. Каде си? Како? Каде си? Од Кочани. Пониква месец Софија затвора ски сезоната. Се прави просек од кој вели: добро е, но може и подобро. Убавицата е недоистражена, а богам има уште многу да се доинвестира. Со пансионот само 1200 денари и пониски цени во рестораните отколку во поголемиот дел угостителски објекти долу во градот е повеќе од атрактивна, но само за гостите од надвор, кои статистички учествуваат со повеќе од 90% во бројот на ноќевања. Па морам да кажам дека сезоната помина доста добро. Иако бевме хендикепирани со присуството на снегот, сакам да кажам во периодот кога децата беа на распуст, тогаш имаше, односно немаше снег, најмалку снег имаше, но сепак сме задоволни од посетеноста и морам да кажам дека секоја година сме се повеќе и повеќе посетени. Годинава се реализира дел од зацртаните инвестиции на Пониква. Што мислите, ќе резултираат ли со зголемен број на туристи веќе од следната година и како ќе се развива туристичкиот центар Пониква во следните неколку години? Па секако, се нешто што е ново, ствара некој интерес кај граѓаните и сите сакаат да видат што е тоа. До сега што е инвестирано, мислам, секако ќе биде во позитивна смисла за развојот на овој центар, но сепак мислам дека на нас се уште ни фалат така популарните стилифтови и мислам дека што поскоро, ако дојдеме уште до еден или два стилифта, мислам дека побарувачката од страна на граѓаните ќе биде задоволена. Сите се прилично големи, но може ли ски центарот Пониква да парира на реномираните зимски туристички центри во регионот или може би со некои други предности ќе се обидат да привлече туристи?
Секако, нашата планина Пониква, односно со Госпите планини, локацијата кај што сме сега, ги дава тие можности, нели, да се направи еден туристички центар, независно дали само во зима или во сите овој временски периоди во годината. Сметам дека со паметно улагање на средства, односно што ги спомнав на овие недостатоци кои најпрв ред треба да се анулираат, односно да се направат овие ски лифтови, да речеме. Мислам дека ќе одиме во паралела со досегашните што се во Македонија, кој што е нели Шапка, Мавро, Пелистер и така натаму. Дилемите и за градоначалниците на Кошани на Кловиште, кои што се инспиратори на овие нови вложувања, беше атрактивноста на ски центарот Банско, кој е релативно близко за граѓаните од источниот дел на Македонија. Може ли да се привлече поголем број овде со оваа понуда? Па колку што знам, нели,